Во новите диги вести, NVIDIA ја предводи новата ера на роботика со фокус на хуманоидни роботи. Одбележуваме 28 години виртуелен миленик кој го освои светот, се потсетуваме на Тамагочи. Иновација која ја редефинира врската со миленичињата. Ви го представуваме новиот дигитален поводник. А го најавуваме и спектакуларниот гейминг ивент Level Up Experience на Unwatch. Во гейминг делот за новите мапи и стратегии кои направија револуција во Counter-Strike 2. Гледајте ме до самиот крај. Време е да ви најавам нова ТВ дружба и овој пат. Ве водиме во дигиталниот свет преку новитетите и иновациите кои ги имаме во денешните Digi Plus вести. Да не должиме, почнуваме со големите најави на NVIDIA, која започна со ново поглавје во роботиката, насочувајќи се кон создавање на хуманоидни роботи. Ова иницијатива ветува револуција во начинот на кој луѓето и машините ќе соработуваат во иднина. NVIDIA, светски лидер во вештачката интелигенција и графичките процесори, ја најави својата визија за трансформирање на роботиката со развој на хуманоидни роботи. Компанијата ги користи своите напредни технологии за создавање роботи кои можат да имитираат човечко однесување и да извршуваат задачи со неверојатна прецизност. Оваа иновација представува чекор напред во спојувањето на вештачката интелигенција со роботиката, што ќе ја дефинира иднината на автоматизацијата. Хуманоидните роботи на NVIDIA се дизајнирани да функционираат во различни индустрии, од здравство до производство и сервисирање. Благодарение на напредните графички процесори, овие роботи ќе можат да обработуваат сложени визуелни и аудитивни податоци во реално време. Ова значи дека ќе можат да препознаваат лица, да реагираат на говор и дури да предвидуваат однесувања. Според NVIDIA, клучот за развој на овие роботи лежи во нејзината платформа за вештачка интелигенција, која комбинира симулација, машинско учење и анализа на податоци. Хуманоидните роботи не само што ќе ги автоматизираат рутинските задачи, туку ќе ја подобрат безбедноста и ефикасноста во работната средина. Тие ќе можат да извршуваат опасни задачи наместо луѓе, намалувајќи го ризикот од повреди. Компанијата исто така ја истакнува улогата на роботите во образованието и истражувањето. Овие интелигентни машини ќе можат да подучуваат, да им помагаат на студентите и да го забрзаат развојот на научни проекти. Покрај тоа, NVIDIA очекува хуманоидните роботи да играат значајна улога во грижа за постари лица и лица со посебни потреби, обезбедувајќи им поддршка и помош. Иновативната визија на NVIDIA е веќе препознаена од глобалните партнери и инвеститори. Компанијата соработува со различни организации за да ги прилагоди роботите за специфични потреби на различни пазари. Ова отвара нови можности за создавање поефикасни и персонализирани роботски решенија. Додека технологијата напредува, NVIDIA продолжува да работи на подобрување на интеракциите помеѓу луѓето и роботите. Главната цел е создавање роботи кои ќе можат да соработуваат со луѓето на природен и интуитивен начин. Ова интеграција на човековите и машинските способности има потенцијал да ја трансформира работната сила и секојдневниот живот. Со оваа иновација NVIDIA покажува дека иднината на роботиката не е далечна. Хуманоидните роботи веќе не се дел од научно-фантастичните филмови, туку реалност која ќе биде достапна во блиска иднина. Компанијата гледа на овие работи како на партнери кои ќе го олеснат животот и ќе ја зголемат продуктивноста. Иако развојот на хуманоидни роботи отвара многу прашања за етиката и приватноста, NVIDIA е посветена на создавање одговорни технологии. Компанијата планира да работи заедно со експерти за да обезбеди дека роботите ќе се користат на начин што ќе биде безбеден и етички прифатлив. Хуманоидните роботи на NVIDIA представуваат значаен чекор во правец на технологијата која ги надминува границите на можностите. Со нивната примена во различни сектори, тие ќе станат двигатели на новата индустријска револуција. Оваа иновација покажува дека иднината на вештачката интелигенција и роботиката е светла и полна со потенцијал. Сега се враќаме во спомените на повозрастните и сите оние кои што во 90-тите поседува виртуелен миленик Тамагочи. Прв пат се појави во 1996 година во Јапонија. Стана глобален феномен и символ на цела генерација.
Ова играчка, што комбинираше технологија и емоционална врска, слави 28 години, продолжувајќи да инспирира и привлекува нови генерации широм светот. New original Tamagotchi styles. Feed your characters, play games, and clean up messes. Which character will you raise? Collect them all! Во 1996 година Јапонија му го подари на светот виртуелниот миленик Тамагочи. Играчка што брзо стана глобален феномен. Создадена од Аки Маита од компанијата Bandai, оваа мала иновативна играчка овозможи луѓето да се грижат за свој миленик во дигитален облик, нудејќи забавен, но и едноставен начин за поврзување со технологијата. Тамагочи беше лансиран во форма на мало, пластично јајце со екран, каде што миленикот реагираше на вниманието на сопственикот преку 3 копчиња за интеракција. Идејата беше едноставна, но револуционерна. Грижата за миленикот, кој расте и се развива врз основа на вашето внимание. Корисниците го хранеа, го забавуваа и се грижаа за неговото здравје, но ако занемарат, тој ќе се разболеше или умреше. Тамагочи стана символ на цела генерација, внесувајќи доза одговорност и емоционална врска меѓу дигиталната забава. Во текот на годините Тамагочи претрпе бројни подобрувања. Во 2004 година моделот Тамагочи Plus донесе можности за поврзување преку инфрацрвени порти, овозможувајќи милениците да комуницираат, да разменуваат податоци и да формираат пријателства. Во 2021 година, по повод 25 годишнината, беше лансиран Тамагочи Smart, кој воведе екран на допир, нов дизајн и дополнителни функции кои ги следат модерните технолошки трендови. На својот врв во 1990-та, Тамагочи достигна култна популарност со продадени над 82 милиони примероци низ целиот свет. Неговата популарност достигна такво ниво што училиштата мораа да забранат играчката, бидејќи децата постојано ги проверуваат своите миленици. Тамагочи стана дел од поп-културата, често појавувајќи се во филмови, серии и реклами и представувајќи символ на носталгија и радоста на децата. Иако популарноста ослабе на крајот на 90-тите, компанијата Bandai успешно го оживеа брендот со модернизирани верзии што привлекува нова генерација корисници. Денес Тамагочи продолжува да плени со својата едноставност и креативност, нудејќи можност за сите генерации да го доживуваат уникатното искуство на поседување виртуелен миленик. Тој останува мост меѓу минатото и сегашноста, поврзувајќи ги луѓето преку споделено искуство и носталгија за една ера што ја одбележа дигиталната револуција. Сега малку за реалните миленици и иновацијата која можеби ќе стане дел од вашето секојдневие доколку поседувате кучи или мачи. Дигиталниот поводник за кучиња е футуристичка иновација која ветува ново искуство за собствениците на миленичињата, овозможувајќи безбедност и контрола преку мобилната апликација. Но дали оваа технологија и овој уред ќе стане неопходен дел од секојдневието или ќе остане само уште една екстраваганца? За тоа ќе размислуваме и зборуваме во продолжение. Во светот на технолошките иновации, каде што секојдневно се создаваат уреди кои го олеснуваат нашиот живот, се појави една интересна и футуристичка алатка – дигиталниот поводник за кучиња. Ова иновација, која комбинира практичност и напредна технологија, е дизајнирана да ја трансформира начинот на кој собствениците се грижат за своите четириножни пријатели. Дигиталниот поводник функционира преку поврзување со мобилна апликација, овозможувајќи следење на кучето во реално време, користејќи геолокација. Ова значи дека собствениците може да го следат своето милениче и да постават виртуелни граници, познати како невидливи огради. Доколку кучето се оддалечи од дозволената зона, апликацијата веднаш испраќа известувања, а во одредени моменти може и да се комуницира со кучето преку звучни сигнали и гласовни команди. Ова иновација нуди бројни предности. Геолокацијата ја зголемува безбедноста на миленичињата, додека можноста за интеракција на далечина овозможува собствениците да останат во контакт со своите кучиња, дури и кога не се блиску. Дополнително, дигиталниот поводник е идеално решение за луѓе кои водат активен начин на живот, ослободувајќи ги рацете за други активности додека кучето шета. Сепак оваа технолошка новина покренува и неколку прашања. Дали зависноста од батерија и интернет може да го намали нејзиниот потенцијал за употреба во сите услови? И дали ваквите уреди на вистина ја заменуваат посветеноста и вниманието што кучињата ги бараат од своите собственици?
Дигиталниот поводник за кучиња не е само практична алатка, туку и уште еден пример за тоа како технологијата продира во сите аспекти на нашиот живот, вклучувајќи ги односите со нашите миленичиња. Останува да видиме дали оваа иновација ќе ја прифатат како дел од иднината или ќе остане само необична идеја од светот на технолошките гениалности. А сега е вистинско време за нови изненадувања од нашите пријатели Анкоч. Прво, да ве потсетам дека е време за скенирање попусти, па земете ги мобилните во раце и скенирајте го QR кодот кој што го гледате на екранот и отворете го електронскиот купон, со кој што и овој пат ќе добиете супер попусти за некој од производите за оваа недела. А сега се шетаме во Diamond Mall заедно со Давид од Комикс МК, кој ќе ви каже многу детали пред спектакуларниот гейминг ивент Level Up Experience на Анкоч следниот викенд, на кој што сте поканети сите вие. Здраво на сите од салонот на Анкоч во Diamond Mall. Денеска нема да промовирам нови производи, туку ќе пробам да ви продадам нешто, а тоа нешто е бесплатно и тоа нешто е едно незаборавно искуство, кое што ќе се одржи на 25 јануари, сабота, токму тука во Diamond. Нашиот нов и голем гейминг настан наречен Level Up Experience во организација на Анкоч и во соработка на Комикс МК. А сега ајде со мене ви покажам што ви спремаме. Токму тука на приземјето во Diamond Mall, одма до продавницата на Анкоч ќе се случуваат сите активности, целата забава и турнирите за кои што сме во големо исчекување, така што ве поканувам да дојдете, а сега да ви покажам што ќе се случува таму. Токму тука во приземјето на Diamond Mall ќе се случува компетитивноста, турнирите и забавата. Овој атриум ни дава едно чувство на специјална гейминг арена која што ќе уредиме токму во тој стил. Во пределот кај што е елката, нема да биде очигледно елката на 25 јануари, туку ќе биде Central Stage-от, односно главната сцена на овој настан. Ќе се игра League of Legends, финалињата во League of Legends, кај што ќе биде многу тензично и компетитивно, интересно за гледање. Исто така ќе биде и косплей надпреварот предводен од Ива, односно од Ави Косплей, кој што ќе биде тематски во League of Legends и во Arcane карактери. Во овој дел ќе се игра Street Fighter 6, односно тука ќе биде Side Corner-от, кај што ќе гледаме многу тепачки и многу интензивни борби. Во овој дел ќе биде Nintendo Corner-от, кај што ќе се игра Mario Kart 8 Deluxe, ќе биде предводен од Пагода и ќе биде многу интересно, пошто ќе гледаме тркања до самиот крај. Исто така и MOBA Corner-от, кај што ќе се играат две мобилни игри, едната е тимска, тоа е Brawl Stars, другата е индивидуална, тоа е Pokemon Go, која што играат сите генерации. Ќе има многу изненадувања, многу поклончиња, нашите спонзори се тука Пивара, Витаминка, Бенк, Кикрон, и GBL, кои што ќе бидат предводници на Just Dance Corner-от, за кои што за кратко ќе ги кажувам, а секако Genesis, да не ги заборавиме, бидејќи они ќе бидат главно напојување на овој настан и на оваа арена. Ајде со мене сега да ви покажам што следува во тој дел. Во овој дел на Diamond ќе се случува по casual делот, односно по забавниот дел, каде што ќе се игра Just Dance, тоа е игра буквално со танцување, кој ќе има најмногу поени, ќе може да се добие вредни награди од GBL, како слушалки, звучник и све што треба да направите да ја симнете мобилната апликација Just Dance Now и да дојдете на 25 јануари. Исто така ќе имаме Retro Corner. Во Retro Corner ќе се играат три легендарни игри. Првата е Tekken 3, ќе се игра на PlayStation 1. Втората е PES 4, односно PES 2004, Pro Evolution Soccer, нели незаборавната франшиза на фудбалски игри, која што ќе се игра на PlayStation 2, и Doom, која што ќе се игра на компјутер, легендарната FPS игра од времето која што ќе ни врати голема носталгија. Би сакал да кажам дека комплетно ќе има забава за секој, за сите генерации, така што дојдете на 25 јануари да видите што сме испремали и верувате дека ќе бидете изненадени. Тука во бекстејдж делот на главната сцена ќе може косплеерите да си направат посебни слики, а исто така и сите гледачи кои што ќе дојдат ќе може да се сликаат со било кој од учесниците. Ќе имаме DJ со тематска музика, исто така Марко и Ненад да ги поздравам кои што заедно со мене може да ќе подпрашаме некои геймерски прашања, спремете се. И фанкограм кој што ќе доделува фанко фигури на 5 шампиони на League of Legends, како дел од многуте вредни награди кои што ќе ги добијат учесниците. Дечки, сега сакам да ви кажам нешто искрено, без разлика дали сум на телевизија, без разлика вие дали сте геймер или не, дали ја сакате поп културата или не,
Ќе имате што да научите на овој настан, ќе се забавуваме, ќе има компетитивност, ќе можете да пробате разни игрици и да видите нешто ново. Зошто е битен овој настан? Бидејќи се случува еднаш годишно, тоа е токму сега, а ние со Анкош се надеваме дека ќе премине во традиција, бидејќи македонската заедница заслужува вакво нешто. Се гледаме на 25 јануари, кликнете плей, се гледаме наскоро. Поздрав! Ве чекаме на многу забава и геймање во сабота. Бидете така, за кратко зборуваме за Counter-Strike, а останете со нас и по рекламите. Но, исто така, пред рекламите да погледнеме делот со работката со сајтот DigiTV.mk, односно што тие ни подготвија оваа недела во Innovation Mixot. Уживаме! Crafted by Mirror Me China, it pushes boundaries like never before. With a top speed of 10 meters per second, Black Panther 2 isn't just about breaking records. It's about redefining what's possible. At 10 meters per second, the force required to swing its legs unexpectedly, but seriously surpasses gravity. Stop the track, let me say facts. I told you give me a minute and I'll be right back. 50 million around the world and they said that I couldn't get it. I done got so sick and filthy with binges I can't spit it. How you gon' be talking shit? You act like I just got a pit. Been the number one diva in this game for a minute. I know you read the paper, the one that they call a queen. Every radio around the world know me 'cause that's where I be. Diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. When he pull up, wanna pop my hood up. Bet he better have a six-pack in the cooler. Getting money, divas getting money. If you ain't getting money, then you ain't got nothing for me. Playing around with some low angle shots as well as using items to integrate them into the scene and seeing what kind of stuff comes out of it. Now I'm playing around with some low angle shots as well as using items to integrate them into the scene and seeing what kind of stuff comes out of it. Now I'm playing around with some low angle shots as well as using items to integrate them into the scene and seeing what kind of stuff comes out of it. Now I'm playing around with some low angle shots as well as using items to integrate them into the scene and seeing what kind of stuff comes out of it. Now I'm playing... Imagine a world where your takeout arrives at your door without a single human hand involved, guided by technology so advanced it feels almost magical. In China, this futuristic vision is already a reality, and leading the charge is Mate One with its self-driving delivery vehicle, affectionately known as Little Yellow. These cheerful, compact robots have taken the streets of cities across the country, embodying the perfect fusion of artificial intelligence and automation to revolutionize the delivery industry. China's delivery industry has long been a cornerstone of its economy, powering the convenience-driven lifestyle that millions of people enjoy daily. But as the demand for quicker, more efficient deliveries grows, so does the need for innovation. Enter AI-driven, fully autonomous delivery solutions. From groceries to late-night snacks, these robots are reshaping the way goods move in urban spaces, offering a glimpse into the future of logistics. Еве не назад продолжуваме онаму каде што застанавме. Во гейминг минутите зборуваме за популарната Counter-Strike 2, која продолжува да ги одредува новите стандарди во светот на еспортот.
Дознаваме како новите мапи го менуваат тактичкиот пристап на играчите и што се случува со старите фаворити. Дознаете ги сите детали во оваа анализа на најновите трендови и стратегии во популарната игра. Counter-Strike 2 продолжува да расте во популарност, а мапите во оваа игра се главни фактори кои обликуваат стратегијата и искуство на играчите. Мапата Ancient е она што најмногу доминира на надпреварите, заменувајќи ја популарната Dust 2. Оваа мапа има сложен дизајн и е идеална за тимови кои се добро координирани и спремни да применуваат напредни тактики. На нејзино место играчите можат да прават фини маневри и користат гранати на прецизен начин. Ancient е изразито тактичка мапа која им дозволува на тимовите да измислуваат нови стратегии, вели професорот Александар Хантер Ковач. На втората позиција е Anubis, мапа која нуди брзи ротации и ја проверува брзината и прецизноста на играчите. Мираж, која е веќе добро позната, продолжува да биде фаворит за тимовите поради својот баланс на игра. Од друга страна, Vertigo помалку се користи во последно време, бидејќи не нуди толку многу тактички опции како другите мапи. Неофицијално, Train би можел да ја замени, враќајќи носталгија за старите надпревари. Култните мапи Dust и Overpass се привремено повлечени од играта, но нивната популарност не исчезнува и постои можност за нивно враќање. Промените во изборот на мапи играат клучна улога во развојот на стратегиите и турнирите. Секој пат кога ќе додадете или менувате мапа, се донесуваат нови предизвици за тимовите, вели аналитичарот Џон Спанч Трегон. Мапите како Ancient и Anubis продолжуваат да ги поставуваат новите стандарди во Counter-Strike 2, додека заедницата со нетрпение чека враќање на старите класики. Во овие промени иднината на Counter-Strike 2 изгледа светло, исполнета со нови и возбудливи стратегии на еспорт сцената. Ке се сложите со мене и понатаму останува една од најбараните, најиграните и најуспешните игри. Зборувавме за Counter-Strike. А кога сме кај игри, знаете дека треба да се пријавите и да учествувате во оној одличен ивент кој што го најавува Анкоч за следната сабота, следниот викенд во Diamond Mall. Ве чекаме таму на нивниот Level Up Experience event. Ке се дружиме. Ке се дружиме во меѓувреме на социјалните мрежи, не имате на сите, DigiTV МК, исто така, ако нешто сте пропуштиле, можете да ги погледнете сите емисии на нашиот YouTube канал DigiTV МК и не заборавајте да го сурфате нашиот сајт, да гледате и читате таму digitv.mk. Следната недела се гледаме повторно во 13 на Телма. Секој е добро.